време е за утринската тема и се разбира оние кои што не следат од почетокот, она кое што го најавивме со ЦЕЦЕ, фокусот го ставаме се разбира на жената и рековме не само еден ден во годината, 365 дена треба да зборуваме за женските теми отворено, поточно за предизвиците со кои што се соочува современата жена во новото време. Тоа е нашата тема. Добро е што овие денови навистина фреквентно и на секаде или во секој дел, ако може да видиме и на централното градско подрачје, многу цвеќиња, убаво расположение и сите оние кои што сакаат да подарат нешто на својата мајка, на својата жена, на својата девојка. Се тоа во знакот на одбележување на утрешниот 8 март. Така и ние ќе насочиме нашата утринска тема, особено во оној дел од разговорот каде што ќе сакаме да подигнеме и свеста за зборување на теми кои што можеби и не се толку пријатни за зборување, но сепак општо корисни како за самата индивидуа или жената, така и за жените во општеството. Направивме и анкета на оваа тема. Во анкетата повеќе се задржуваме и на оној комерцијален дел кој што го има 8 март, кој што многумина веројатно и го коментираат, не така позитивно, но ајде да видиме што дел од граѓаните кои што колегата Мартин ги начека буквално за анкетата, бидејќи можеби ќе нас е најтешко да се спроведе една анкета, да видиме кои се нивните размислувања, а потоа ќе ги представиме и нашите гости во студиото. Дали сметате дека 8 март денеска премногу искомерцијализиран? Па се зависи нели што барате и што очекувате од празникот. Факт е дека е прилично искомерцијализиран. Искрено, нели, се издвојува еден ден за да се посвети нели на жената. Во суштина би требал секој ден, како велате, 8 март, така што генерално да, може да сте во право дека знае да биде прилично искомерцијализиран. Се е тоа веќе демоде, да ви кажам. Порано 8 март се знае зошто се славел, кога жените се дигнале на глас, а сега 8 март само за провод. Дали сметате дека мажот и жената денеска се равноправни? Апсолутно. Апсолутно. Во секој поглед. Не секаде се равноправни, ама и таму кај што не се апсолутно би требале да бидат. Што е најголем предизвик за жената денес? Па во која смисла? Многу работи може да бидат предизвик. Зависи од кој аспект гледаме. Значи, доста работи може да бидат предизвик и од жена до жена индивидуално. Каде ќе го прославите 8 март? Нигде, дома. Дома. За мене 8 март е ден на жената кога се борила за своите права. За да дојде до некој положај во друштвото. Па јас дома ќе го прославам така во семејна атмосфера. Да, ете дел од она кое што го слушнавме и од анкетираните граѓани, а во продолжение ги најавуваме нашите гости или гостинки. Рековме ќе имаме женско друштво, соодветно и на темата на денот. Наши гостинки се Светлана Јованова, која што е основач и директор на Центарот за советување и помош на жени Лидија, и Александра Петровска, лиценциран психолог, семеен и системски психотерапевт, советник во советувалиштето И сега што? Така се вика советувалиштето, па добро утро за вас и добро дојдовте во нашата утринска тема. Добро утро. И во утринската емисија се разбира. Она кое што рековме дека ќе го опфатиме се повеќе аспекти од животот на една жена, апсолутно важни или неопходни да не само што ќе се соочи со голем дел предизвици во својот живот или во едно секојдневие, тоа да биде некако успешно соочување, да речеме, иако многумина знаеме дека тоа се различни осцилации, но истовремено и одржување на доброто ментално здравје за кое што повторно и ние денеска ќе се фокусираме, се со цел да се даде грижата за себе, како жената би била психофизички здрава, за да може да одговори на тие предизвици, пред се особено за немилото, ако велиме, или за онаа најважна улога во животот, а тоа е мајчинството. Ова е една широка и општа тема. Ние ќе се обидиме да конкретизираме колку што можеме, а се разбира и ќе ги споменеме активностите како на центарот, така и на советувалиштето и она што е најважно, колку жените кај нас се отворени за прашања, за барање помош и совет, за своите проблеми генерално. Да, и да така отворено да зборуваат за своите проблеми. Но ајде да почнеме со ред за тоа како се одбележува и дали во текот на овој цел период пред и по денот на жената и какви се активностите кои што се насочени токму за нив. Интересно е, веќе една од говорничките спомна дека не треба да биде само еден ден, туку секој ден треба да биде денот на жената.
но понекогаш некако и да го забораваме тоа, па ете, 8 март ни е повод да правиме и активности и малце повеќе внимание да им се посвети на самите жени. Ние секоја година околу овој празник имаме повеќе активности, секогаш се одлучуваме конкретно на една тема за која што ќе зборуваме. Оваа година се одлучивме тоа да биде менталното здравје на жената и како центар и советувалиште, бидејќи претежно работиме со жени, свативме дека тоа е тема на која што жените не сакаат многу да зборуваат, ја одбегнуваат. Може би се уште постои она стигма дека ако некој зборува за своето ментално здравје, дека нешто не е во ред со него. Тоа не е точно, нормално, значи за менталното здравје, значи грижа за самата себе. И она што ние често го велиме, грижата за себе, значи грижа и за другите. Ако не се грижиме за себе, нема да можеме... Здрава мајка, здрави деца или здраво семејство, како се вели? Happy wife, happy life, велат американците, така што е нормално, значи посветуваме повеќе внимание на конкретно на оваа тема. Имавме неколку предавања изминатиот период, настани, се уште ги имаме, така што ете, овие денови ги посветуваме конкретно на таа тема. Колку институциите во нашата земја се глуви или отворени за решавање, барем и тој почетен момент да се охрабрат жените да зборуваат јавно за нивното ментално здравје? И колку еве ќе ни сподели Александра со оглед на професијата или природата на твојата професија, колку е сериозно менталното здравје голем проблем во нашата земја, затоа што ние низ емисиите и низ годиниве сме зборувале генерално за таа состојба и сметаме дека е потребно нели малку погласно да се зборува во медиумите, но од аспект на жените и сите предизвици со кои што секојдневно се соочуваат истите, до некаде и недоволната рамноправност на жените во многу сфери, веројатно влијае за менталното здравје на една жена. Искрено да ви кажам, мислам дека во последно време делумно се менуваат работите, особено што доаѓа смена на генерации. Во многу од институциите доаѓаат помлади генерации кои што работат и се повеќе се охрабруваат и да си бараат некои своји права, но и да инсистираат на промена во некои регулативи, во промена на закони, промена на полиса на однесување во самите институции. Затоа што порано жената дури не можела да побара слободен ден ради своето ментално здравје, да речеме. Секогаш морало да биде одобрено од лекар. Ако отиде на лекар, најчесто знаеле да речат па тебе ништо не ти е. Ете, ако станува збор за бременост или после породување, па тоа ти се хормоните. И воопшто како да не биле сватени самите жени дека овој ден сакам да си го посветам на себе. Ми треба да го седам дома, ми треба да бидам сама, ми треба да бидам во тишина. Но и самите институции сваќаат дека дури во некои приватни фирми се дозволува самата жена да побара слободен ден без да дава објаснување зошто е потребен тој слободен ден. И мислам дека можеби понекогаш треба да се случат некои лоши работи за луѓето да станат свесни, самите институции, самите работодавачи да станат свесни дека треба малце повеќе внимание да се посвети на менталното здравје не само на жената, туку воопшто и на вработените. Во многу од самите фирми постои, значи, човечки ресурси како оддел, но доста често тие се затрупани со некој друг вид на работа. А всушност таму треба да бидат вработени луѓе кои што ќе бидат спремни да разговараат со вработените во тие институции, во тие компании, за да можат да кажат зошто, например, тој ден им треба да биде слободен или зошто имаат потешкоти на работа, зошто се чувствуваат преморени. Понекогаш се и проблеми кои што од дома ги носиме на работа или од работа проблемите ги носиме дома. Сметам дека ќе треба да помине уште некое време за да видиме некои конкретни значајни промени, но чекор по чекор многу од работите се менуваат. Мора да се работи, Токму така. На сите ова што добро го кажавте, Светлана, веројатно ќе се надоврзи Александра како психолог. И тоа, односно, да, и психолог и психотерапевт, ако зборуваме за тоа што значи еден разговор со психолог, но и таа терапија која што не треба да ја доживуваме ниту страшно, ниту никако, нели, не знам како веќе можеби се менуваат и кон тоа работите, но во смисла на ова што го спомена Светлана, тоа е дека
Знаеме, една жена знае да ги прифати на себе сите обврски кои што ги има, што од работа, што од семејството и некако најмалку или речиси воопшто да не одвои време за себе и тоа да се одвива во континуитет од ден за ден. Несвесни или некако цело време доколку се одвои пак такво нешто да си има грижа на совест дека не, јас сега имам обврски, не можам да се одморам или да правам нешто за моje лично задоволство. Колку кај нас се уште постои тоа такво размислување и од друга страна, колку како психолог или психотерапевт вие го препорачувате тоа да малку бидеме по, да речеме, посоотворени очи или посвесни дека навистина тоа е неопходно како за психичкото, па така и за физичкото здравје. Ама да не биде се свесна само жената, туку и околината. Апсолутно да. Која што најчесто осудува. Да, навистина е предизвик во ова динамично време во кое што живееме и сите оние улоги кои што ги играме на дневно ниво, нели, колешка, мајка, сопруга, ќерка, сестра и сите тие работи кои што навистина одземаат и време и енергија не само физички и психички, нели и емоционално. Така да навистина предизвикот е голем. Мене исто ме радува тоа, ќе го потврдам што го кажа и Светлана, дека во последно време младите генерации, особено, значи оние генерации миленијалци, да ги кажеме, први генерации кои што почнуваат некако погласно да зборуваат и да буткаат таа стигма за околу менталното здравје. Мислам дека и ковид периодот придонесе да некои теми се отворат и погласно и на социјалните мрежи се зборува за грижата околу менталното здравје. И тоа придонесува да луѓето сега малку се поотворени да побараат помош и поддршка, особено нели жените, кои што ние како жени знаеме дека сме поотворени да зборуваме за своите емоции, за своите чувства, за личните предизвици, отколку можеби мажите. И имаме, доаѓаат клиенти кај нас навистина со различни потешкоти, но многу често доаѓаат со идејата дека никој не знае дека сум тука, мојот партнер некогаш не знае, сопруг или моето семејство, затоа што се плашат од таа осуда и таа реакција дека што ти фали на тебе сега за да одиш на психолог или на психотерапевт. Не треба ништо да ти фали за да отидеш, туку едноставно еден убав разговор и можеби учење, тоа е на некој начин и едукација, малку освестување за тоа каде сме, што правиме и што би требало да направиме. Некогаш едноставно имате потреба да ги кажете своите мисли и некој кој што е објективен, кој што не е пристрасен, кој што нема да ве гали само или со зборовите, да ви каже некаква рефлексија, да ве охрабри со некое прашање, да ве насочи во кој правец да размислувате. Така да тоа е психолошкиот процес, тоа е терапискиот процес. Не е само работа на менталниот проблем, туку едноставно јакнење на капацитетите и снагите на личност. Ги споменавме стигите кои што за жал се уште не постојат во општеството и тие некои бариери кои што за жал потекнуваат дури и од дома, бидејќи споменавме жени кои што се кријат од своите партнери, и не знаат нели каде одат, а всушност одат да посетат психолог или психотерапевт. Како да ги охрабриме, и ве рековме младите да можеби сме се поотворени, да зборуваат јавно, гласно и не се срамат од сето тоа, но сепак живееме во општество каде што можеби во оние порурални средини, во помалите градчиња, верувам дека овие теми се уште толку со бариери големи. Како да ги охрабриме во време кога и институциите понекогаш не ни се со отворени врати, како да ги охрабриме младите, па и повозрасните, кои што секако, секоја една жена си има своји проблеми, си има своја тежина, односно своја планина, како да ги охрабриме да започнат со решавање на тој проблем, бидејќи сепак е проблем и кога ќе се таложи со годините, може да избие било како по однос на здравјето. Кај што не треба, да. Така, да. Навистина е, можеби за Скопје малку е полесно, доаѓањето до тие ресурси кои што се потребни за поддршка во одреден период од животот на жената. За помалите градови е потешко, искрено и ние како психолози, понекогаш кога добиваме повик од некои жени кои што се од другите градови, сакајќи да ги поврзаме со локалните служби, наоѓаме на пречка да нема психолог, да нема психијатар, можеби психијатар, доктор полесно се наоѓа, но психолог или психотерапевт многу потешко се наоѓа. Зар не е тоа погубно во 21 век во град да нема психолог?
Навистина е, но еве гледаме како нели сите мигрираат некако во Скопје, од Скопје заминуваат надвор и повеќето колеги се лоцирани во Скопје бидејќи и едукацијата и се што ја добивате тука и некако ја остануваат тука. Но она што е позитивно, што може би ковид како позитивно нешто ни го донесе, а тоа е онлайн советувањето што стана поатрактивно. Така да таа е една од опциите кои што жените може да искористат, да побараат онлайн подршка, да разговараат додека се во својот дом, во својата канцеларија, во својот град, да не мора да патуваат нели за еден час термин некаде во поголемите градови. Тоа е една опција. Од друга страна би ги охрабрила жените за тоа што во насока на тоа да не чекаат да побараат помош, затоа што како што спомнавте и вие, колку повеќе чекаме, толку повеќе тие проблеми се преловочуваат, се комплицираат и потоа треба повеќе време и работа на себе со цел да се постигне некаква благосостојба. Ние зборуваме и сакаме да зборуваме за тоа дека сите ние имаме потешкоти, сите ние во некој дел од животот ќе се најдеме во некоја криза, дури и да не се наоѓаме во некоја криза. Нормално е да имаме потреба од разговор, од поддршка, сите ние сме луѓе и заради тоа и нормално е да имаме потреба да разговараме со некој и работиме на таа нормализација, на разговорот со психолог, со стручно лице, токму тоа дека не треба да имаш сериозен проблем за да поразговараш со некого, како што ќе отидеш на консултација, не знам, кај доктор за било што. Сакаме да зборуваме и за искуството кога имаме нели вакви соговорници и вакви теми, искуството при работата, особено кога зборуваме за искуство со работа со жени. Центарот за едукација и подигање на општествена свест за вредноста на животот, како што и ви е насловено и на вашата веб страна, Лидија, Срце што чука, е центар кој што се фокусира повеќе на жените кои што имаат предизвици во однос на репродуктивното здравје или својата репродукција. Голем број различни случаи имаме, нели, ситуации и сето тоа влијае и на менталното здравје, често и на физичкото здравје и доведува до таа една конфузност и вметнување на некаков можеби хаос во собствениот живот или во секојдневието и има потреба за помош. Колку жените кај нас дека имаат потреба, веројатно имаат, но колку имаат ете и храброст и се подготвени отворено да зборуваат и да побараат помош. Пак повторно ќе речам, се менуваат работите, за разлика од тоа како пред 13 години кога започнувавме со работа, како се одвива работите и сега. Има нормално подобрување затоа што помладите генерации се некако им доаѓа природно да побараат некаква помош или да седнат и да истражуваат. Малце повозрастните генерации, оние што се генерација X, малце им е потешко, некако сме научени се сами да правиме или сами да донесуваме одлуки без да се консултираме со другите. Но конкретно со овие теми, значи со непланирана бременост, со репродуктивна загуба, самото репродуктивно здравје на жената, работите се менуваат затоа што жените стануваат свесни дека понекогаш и те како им е потребна помош од страна, некој кој што ќе ги сослуша и Александра кој што кажа малце ќе ги насочи со некои прашања. Значи ние не можеме да донесеме одредена одлука наместо другите, како што јас не сакам некој да донесе одлука наместо мене, но со самиот разговор на жените им се овозможува да добијат информации и да донесат добра одлука што ќе направат во одредени ситуации. Во денешно време помладите генерации и доста се едуцирани на таа тема, но повозрастните некои жени кои што искусиле репродуктивна загуба, се уште не сакаат да зборуваат за тоа, затоа што прво можеби загубата се случила без некој друг да знае, или е пак тајна, доколку станува збор за абортус, можеби никој не знаел дека таа била бремена, дека направила абортус, а тоа е нешто што со години го носат во себе, го потиснуваат, не зборуваат и подоцна тоа се рефлектира и на нивното физичко, но и на нивното ментално здравје. Веројатно во многу сегменти во животот. Дефинитивно. Значи имаме конкретно да речеме ако зборуваме за ефектот на годишнина кога
дали бебето требало да се роди или денот кога е направен абортусот или денот кога се случил спонтаниот абортус. Тој ден едноставно таа жена не може да објасни што и се случува, но нејзи се враќаат сите тие сеќавања, значи сите тие ситуации во кои што се нашла, затоа што е тајна, не може со никого да зборува. И затоа ние ги охрабруваме да зборуваат. Значи, нормално ние се водиме по доверливост. Значи, кога ќе дојдат кај нас, никој не знае. Така, запазени се тие параметри, но дали се охрабруваат еве? И жени кои што се можеби повозрастни, да. Интересно е што допред ковид многу малку, значи многу малку жени зборуваа за нивната репродуктивна загуба, дури и за спонтан абортус. После ковидот, кога веќе почна малце да се подига свеста дека треба да зборуваме за нашите проблеми, советувањата станаа подостапни, ние почнавме да работиме онлайн. Некако за жените им дојде како по-нормално, окей, можеби сега е време да почнам да зборувам. Ние имавме случаеви каде што се јавуваа жени кои што имале репродуктивна загуба пред 30 години. И тоа го криеле, го чувале во себе до овој момент. И самиот ковид придонесе она социјална изолираност, некомуникација со другите луѓе. Знаете, кога комуницираме, ние понекогаш и забораваме на тоа што не тишти. Но кога сме изолирани, сето она што сме го потиснувале со години, сега излегува на виделина и ни прави проблем нормално. Така што после ковидот ние видовме значително зголемување на бројот на жени кои што се јавуваат, кои што искусиле репродуктивна загуба во минатото и бараат помош. И не само една, можеби имавме случаеви каде што се повеќе репродуктивни загуби, например имало абортус па неколку спонтани абортуси или имало неколку спонтани абортуси поред. И сето тоа, значи, жените сега конечно сватија дека мора да го isprocesираат, мора да го изразговараат за да може да ги сакала да ставиме акцент на моментот со жената која што пред 30 години го доживеала тоа, значи да ги охрабриме жените кои што имаат таква ситуација, дека мора да зборуваат. Ако не е тоа погласно со некој од своето семејство или поблиските пријатели, барем да го направат тоа на ваков начин, затоа што да ги избегнат последиците кои што понатака во животот ќе излезат, кога тогаш на површина ќе се случат. Да, се случуваат работи кои што не може да се ги објаснат зошто се случуваат, а се поврзани со тоа што им се случило во минатото. Така, и добро е кога се зборува отворено и кога и новија помлади генерации покрај тоа што сте поотворени, како што вие забележувате и вашиот впечаток, треба уште повеќе да се подигнува свеста за да може токму отворено да се зборува. Пред да ве прашам за она кое што го организиравте на почетокот на овој месец, во пресвет на месецот на жената и како помина тој настан, само уште едно прашање кон Александра поврзано со ова кое што го зборувавме, аз сметам дека е многу важно. Ако одредена жена која што се соочува со нешто такво во животот во однос на своето репродуктивно здравје, има репродуктивна загуба, сепак сака да формира семејство, дали станува збор за спонтан абортус, дали станува збор за млада жена која што во моментот не сака да се реализира веднаш како мајка, сепак тоа понатаму психички влијае во на понатамошниот начин на останување бремена и добивање на дете. За оние кои што се соочуваат со проблем кој што е од биолошки карактер или физичка причина, веројатно тој психички дел на кога ќе се случи такво нешто, особено е блокада за тоа како понатаму тие ќе се однесуваат, постапките кои што ќе ги донесуваат, затворање во себе, па не дај Боже и некаков вид на депресија. Веројатно се соочувате и со такви прашања и со таков начин на барање помош и совет од вас. Така, да. Кај нас, токму тоа затоа што работиме со жени кои што искусиле некаква репродуктивна загуба, многу често некои жени доаѓаат со депресивни симптоми, например чувство на тага, чувство на изолираност, чувство на осаменост, едноставно проблеми со спиењето, со храната, со исхраната. И сваќа дека нешто им се случува, дека нешто им се променило, но многу пати не можат тоа да си го објаснат зошто тоа им се случува на нив, затоа што овие ние како што велиме репродуктивни загуби не ги препознаваат како загуби. Многу пати и околината не ги доживува како загуба. Знаеме дека ако нешто е загуба, бара време на оджалување, бара време на процесирање на истото. Но бидејќи околината не го препознава често како загуба, ги има коментарите на ајде млада си, ќе имаш прилики,
Нели, ќе имаш друго дете, ако се случило, например, спонтан абортус, ако се справуваат со неплодност, рано е, има време, па можеш и да си посвоиш дете, таа жена сака можеби да има свое биолошко дете. И сите тие работи кои што ги слушаат жените како пораки дополнително придонесуваат за продолжување на таа тага, на тоа чувство на изолираност, осамено, дека никој не ги разбира, дека луѓето не ја препознаваат болката. И ние се обидуваме да кога жените ќе дојдат со овие потешкоти емоционални, да им ги уважиме емоциите кои што ги чувствуваат и да ги охрабриме дека ова е време кое што треба да си го посветат на себе и на грижата за себе и да си дозволат време на тагување, време на оджалување, време на процесирање на она што им се случило. Исто така, ако е возможно да вклучиме и други членови од нивното семејство, како што е партнерот, со цел да ја добијат поддршката која што ми е потребна во тој период на оджалување. Така да сакаме да им го дадеме просторот, времето, поддршката да работат на своите чувства и емоции, а во исто време да изградат снаги кои што ќе им помогнат понатаму да се движат низ животот и да дадат едно ново значење на се она што им се случило во минатото. Како што го започнавме нашиот разговор, така ќе го завршиме со грижата за себе и за менталното здравје, кога зборуваме за жените. На стартот на март имавте настан "Наполнија твојата чаша, важноста на грижата за себе" и тоа токму по повод, рековме, празникот на жената 8 март, со топол чај во пријатна атмосфера, нарекувате чајанка, нешто каде што жените или место каде што би можеле да го најдат своето прибежиште, да уживаат во атмосферата со други жени, да позборуваат малку за тоа поотворено и се разбира да ги добијат потребните совети, препораки, па и насоки, доколку никогаш знаеме да се почувствуваме изгубено и осамено. Како помина таа дружба, таа чајанка и можеби во контекст на мој одговор накратко и најава за тоа што следно го планирате? Така, навистина не бевме изненадени колку жените беа така расположени, радосни и заинтересирани да присуствуваат на овој настан. Малку бевме скептични дека ја нарекуваме чајанка, па нели ке нас повеќе во културата пиење кафе наместо чај. Но навистина беше интересно бидејќи имавме уникатни шоли за чај кои што подоцна им ги поклонивме на жените и тој беше едно убаво изненадување за нив бидејќи не знае однапред. Имавме и подметачи кои што се со различни атрибути кои што ги опишуваат жените како храбра, убава, па беа под самите чаши, беа како изненадување кога ги превртува чашите. Имавме можност да зборуваме отворено за грижата за себе и предизвиците кои што современата жена се соочува и што е тоа што практично може да ни помогне, како да ги поставиме нашите приоритети, што е она што е важно да го пред се осознаеме со цел да можеме да си помогнеме. Така да навистина беше пријатно и убаво и се надеваме дека ќе имаме многу повеќе вакви настани во иднина. Исто таков настан ќе организираме и во Охрид, во една поинтимна атмосфера со одредена група на жени и се надеваме, тоа ќе биде во понеделник на 10 март, така да ќе биде малку поприватна атмосфера и се надеваме дека и таму ќе бидеме на охрабрување на жените и поттик да се грижат повеќе за себе и за своето ментално здравје. За сите кои што сакаат да ве контактираат и оние кои што можеби исто така им е потребна помош, може да ве најдат и на веб страната на И сега што советува Инстаграм, на Инстаграм, да, на Фејсбук сме присутни. Таму се и нашите контакт телефони. Услугите што ги нудиме се бесплатни, така да слободно не треба да бидат пречкани финансиите, доколку имаат потреба од помош и разговор, тука сме за нив. Верувам дека овој наш разговор денеска во утринската тема беше корисен за сите оние наши гледачи, посебно за оние припаднички на понижниот пол и особено со одветен за празникот на жената 8 март кој што го прославуваме утре. Ви благодарам за вашето време, што и покрај оние обврски кои што имате секојдневно, особено во овој период. Одвоивте време да бидете заедно со Телма, со нашите гледачи и да позборуваме на овие важни теми. Фала за поканата. Продолжуваме ние понатаму, правиме кратка музичка пауза и потоа уште една тема посветена на жените. Овој пат ќе биде ова практично и на доврзување за, ако зборуваме за помладите генерации, за девојчињата, за оние кои што апсолутно се за поздрав како и таат кон своите цели и остварување на истите, но секогаш поддршката е потребна. Па за тоа и малку повеќе за останатите активности зборуваме во продолжение.